Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Радости зовите. Ја донесе радоста што денеска ја има светите жени мироносици при посетата на гробот Христов. Дојде ни со огромна љубов и респект кон својот сакан равуди учител со намера според стариот еврејски обичај да го помажат со миро телото на умрелиот учител Ивен Исус Христос. И расправајќи за тоа како ќе стигна таму, па како ќе ја дигнат гробната плоча претеж казано, се соочиле со превртена плоча со отворен гроб и, што е поважно, се со празен. А во самиот гроб се наоѓа белиот ангел, оној што го знаеме од звеските во Милешево, со лик огневиден, волскавичен и со рува побели од белината на снегот, целиот облечен во светлозарна светло. И ги дочека прашањето што барате, овде кого го барате? Исуса од Назарет, тој не е овде, тој воскрес. Одите и кажете им на неговите свети ученици дека ќе се видат во Галилеја, онака како што се беа договориле предходно. Драги мои, ние овде би се задржале во овој дел од евангелското четење, во кое што на најјасен и експлицитен начин е отсликана улогата на жената во животот на Светата Црква Божја, во православното семејство, па ако сакате и во пошироката општествена заедница, бидејќи тоа што важи за светите жени мироносици, важи за секоја друга жена на планетава Земја. Карактеристиките што ја красат женската природа се карактеристики за секоја жена, без исклучки. И затоа сме намислила дека овој ден, денешен, би бил најпожелниот ден да биде издвоен како ден на жена. Бидејќи денеска ги славиме сите карактерни црти што ја красат природата на жена. А тие се неколку. Например, првата и најважната да биде сопруга, втората да биде мајка, третата да биде икономист, домостроителка, не робинка, не домашна послушничка, туку господја, господарка на домот. Таа го строи домот. И затоа народот, се ова што во Евангелието ни го кажува, го сместува во една кратка мисла за жената, дека е столб на семејство. Потоа, возлюбени браќи и сестри,
со тоа улогата на жената во црквата и во широката општествена заедница не се завршува, бидејќи таа покрај тие клучни карактеристики на нејзината природа. А сето тоа што ја има, го има жената, мажот го нема, браќи и сестри. Таа треба и може да се развива себе си како личност, во согласност со даровите што од Бога ги прими. Ако има дарови да се бави со научна дејност, таа треба да биде научна. Ако има дарови да се бави со уметничките, со уметностите, таа треба да биде и уметник. Ако има дар да се бави со спорт, таа треба да биде спортист. Никој на нашата православна жена не сме да го одземе тоа што Господ и го даде. Но приоритет на сите приоритети е, ќе повторам, да биде сопруга, мајка и домостроителка. Тогаш ќе имаме здраво општество, ќе имаме иднина, браќа. А сега, не случајно, мрзителите на родот човечки, набедени од непријателот на родот човечки во метафизичка смисла, ѓаволот се борат за некаква равноправност како никогаш да ја немала. Како никога жената да ја немала во животот на нашето семејство и во животот на нашата света црква православна. Да, во ништо не е помалечка од мажот. А ако некаде и се случува дискриминација од страна на мажите визави жените, тогаш тоа е противприродно и ненормално. Ниту со едното, ниту со другото, Светата црква Божја не се согласува. Тоа се несакани влијанија од некои други религиозни искуства, други култури и цивилизацијски одредници. Православието жената ја има пред себе како најголема светиња. Веднаш покрај Христос, од десната страна стои Богородица мајка. А што е Богородица мајка ако не жена? Од левата страна е Свети Јован Крстител. На Света Гора Атонска 3000 монаси, мажи, и служат на жена, на Богородица мајка. Во што е дискриминирана жена? Во што? А и таа треба приоритет на сите приоритети, рековме, да богослужи. Да му служи на Господа со целата своја природа, со целото свое битие и со целата своја личност. На планот на природата и на планот на даровите. Таа треба да не плени со своето присуство. Зошто мрзителите на родот човечки удираат по жената, за да го растурат семејното огниште, за да не разнебитат. Така најлесно се разнебитува една добро организирана човечка заедница на микроплан, а потоа тоа што се случува во семејството се одразува, се прелева во пошироката општествена заедница. Денеска видовме како жената му служи на Господ, на Христос. Таа, повторно, попрва од апостолите. Жените мироносици се попрви од апостолите. Доаѓаат на гроб, да си го видат својот сакан учењак и да го помажат со мирон неговото мртво тело. Затоа Господ нив прво ги удостои со радоста од воскресението Христос. И таа радост жената е должна да ја разнесува на секаде околу себе.
таа има функција да посева радост во средината во која што живе, а не тага и чамоти и бескисла. Во разговор со многу луѓе, особено со нашите браќа таксисти, слушам поразителни кажувања за нашите млади девојчиња, кои што мртви, пијани и издрогирани се возат во послеполночните часови од кафана дома, неспособни за било што, а камоли за создавање на брачна и семејна заедница, за грижа на поширок општествен план. Како сето тоа ќе го довериме на нашите женски деца? Ако се ова зашто велиме дека е природно или составен дел од природата на жената и дар на женската природа, го газат, го погазуваат, го отврваат со намера да се изравнеле со машките. Во што? Во глупостите, во безсмислата. Зошто жената мора да се качува, да се до 10-тиот кат од зградата што се гради во Њујорк или во Москва? Зошто? Зошто таа треба тоа? Зошто таа мора да вози трамвај или автобус? Зошто таа мора да купа руда во рудник? За сето тоа време таа е отсутна од својот дом. Го заборава својот маж и ги заборава своите деца. И заборава да ги развива талентите, односно даровите што Господ ни ги дава. На сето тоа светите жени мироносици не потсетија денес. И затоа сметам дека овој ден е вистински ден за жената воопшто, но нашата православна жена треба таква божествена светлина да фрли врз природата на жената, видлива и сватлива за секоја друга жена и надвор од нашата православна заедница. И така ќе му овозможиме лекување на сериозно заболеното сечовечко тело или организм, кој што не е создаден за да се распадне во земјата, туку за да стане или да се преобрази во благодатно богочовечко тело и организм. Претесен е овој свет, просторот на овој свет и времето на овој свет, во однос на она зашто Господ човека го создал. Таа димензија која што се извива над 4 страни на светот се нарекува небесна димензија. Со небесната димензија вели еден познат православен румунски писател Виргил Георгиев, ви го препорачувам срдечно на читање. Е димензијата за која што човекот е создаден, а од науката обегена од времето и просторот на овој свет најзапоставена или негирана, бидејќи за инструментите на современата емпириска наука небесната димензија е недофатлива. Неможно е да биде регистрирана, зашто е над се што е дофатливо. Господ милостив да ни даде ум и разум, се да положиме на квалитетот на брачните заедници во Македонија, на квалитетот на семејните заедници во Македонија, да создадаме вистинска црква Божја и според образецот на истата да создаваме широката општествена заедница, зашто не црквата е повикана да стане држава, туку државата треба да се преобрази во црква. Амин.
води си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти благодариме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народот. А и на оние што со нас се молат, дарува им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.